Текстилните и работниците од кожарската индустрија од пандемијата излегуваат финансиски максимално слаби, а некои веќе одамна се и во колапс, смета пратеникот од ВМРО ДПМН Иван Јорданов. Поради ова, тој од владата за нив бара итна помош во висина од 5 милиони евра. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 307 милиони денари за субвенционирање на текстилната и кожарската индустрија од источниот регион. Во оваа гранка работниците се најмногу засегнати заради ниските примења кои што ги имат и заради намалената куповна моќ. Помошта која што со овој амандман се нуди на овие работници е да имаат колку толку пристојни примења за да полесно ја надминат здравствената криза. Бидејќи многу работници со газдите имаат лошо искуство и за нив наменетите пари од субвенциите завршија на непознати адреси, Јорданов предлага. Имавме можност да слушнеме од сведочења и од она кое што беше проследено како информација, доста компании ги злоупотребија средствата кои што беа префрлени од страна на државата. Парите кои што се наменети за поддршка не стигнаа до лицата на кои што е наменето. Предлагаме средствата да бидат префрлени директно на сметка на работниците во оваа индустрија заради низата на злоупотреби кои што се случија во изминатиот период. Од синдикатот оваа идеја ја поддржуваат бидејќи тие за цело време тврдат дека работниците во пандемијата се најголеми губитници. Текстилот е една од најзагрозените гранки во овој момент и мислам дека оваа помош што ќе биде директно на вработените кои што се во текстилната индустрија ќе им помогне во овој период, се додека не се поправат одредените состојби во текстилната индустрија. Мислим секако е за поздрав сето ова што ќе се направи и доколку се успее во ова, мислим секоја пофалба е за тоа што на работниците директно ќе им бидат уплатени овие средства. Поради проблеми со работењето и последици од пандемијата, од текстилната и кожарската индустрија за една година се отпуштени помеѓу 2 до 3.000 работници, а голем дел од оние што останаа на работа се во крајна екзистенцијална неизвестност.